Добар ден во првиот дневник на Канал Плюс. Почнуваме веднаш по кратката најава со настаните кои одбележаа неделава што измина. Американска донација доби очното одделение во клиничката болница во Штип, која ќе биде единствена во Македонија каде ќе се изведува специфичен офталмолошки зафат. За 3 години активните мерки на владата го намалиле бројот на невработените во проби Штип за 500 лица. Во рамки на манифестацијата Пијанечки денови, чадеа казаните за печење ракија на платото пред спомен домот на Асном во Делчево. Штипјани, но и останатите хумани луѓе денес учествуваа во трка од хуманитарен карактер. За учество донираа по 200 денари, а собраните средства ќе бидат наменети за купување помагала кои ќе ги користат децата со посебни потреби, кои го посетуваат дневниот центар во Ново село. Денес во центарот на Штип со старт од храмот Свети Никола до така наречениот Влашки мост се реализираше хуманитарна трка, од која донираните средства ќе бидат наменети за децата со посебни потреби кои го посетуваат дневниот центар во Ново село. Организаторите на трката, велнес советници во Herbalife, задоволни од одзивот за учество. Регистрирани се 55, значи за нас е успешно остварена трката, собрани се околу 11.500 денари. Средствата ќе бидат наменени, значи очекуваме и други донатори, ако трката е завршена, значи да се донират средства во центарот за деца со посебни потреби. Дневниот центар во Ново село. На денешната трка во Штип првото место од пријавените момчиња го освои 18-годишниот штипјанец и репрезентативец Димитар Илиев, а од женските Снежана Бачевска Јосифовска од Скопје. Чест ми е задоволство да трчам на ваква хуманитарна трка во Штип. Многу сум среќна бидејќи ве тука во Војград за прв пат освоив прво место во мојот живот, инаку трчам и полумаратони на 21 км. Ваквите хуманитарни трки се дел од проектите од хуманитарен карактер кои пред неколку години започнале во Скопје и се планира нивно организирање и во останатите градови низ Македонија. Целта е да им се помогне на децата со посебни потреби. Еве почнавме со проектот City by City да помагаме и на оние деца што треба во другите градови надвор од Скопје. Денеска сте во Штип, каде бевте до сега и каде од сега? Значи вака, ние сме денеска во Штип и ова е почеток за хуманитарни работи. Во Скопје имаме направено исто една ваква трка, а на 8 веќе, на 10 сме веќе во Велес, исто така и таму организираме иста ваква хуманитарна трка. За да учествуваат во трката, сите пријавени уплатија по 200 денари, а од собраните средства ќе се купат помагала неопходни за децата во дневниот центар во Штип. Американска донација доби очното одделение во клиничката болница во Штип. Се работи за медицински материјал вреден $30.000 и доктор специјалист офталмолог кој ќе ги лекува пациентите, а воедно и ќе ги едуцира колегите од Истокот. Штипската клиничка болница ќе биде единствена во Македонија каде ќе се изведува специфичен офталмолошки зафат. $30.000 донација на одделението за офталмологија во Штипската клиничка болница донира Христијанската црква од Америка. Станува збор за потрошен материјал кој ќе биде потребен за извршување на повеќе зафати. Ова година имаме сосема две нови теми со кои ние како лекари ќе се запознаеме. Доктор Марк е специјалист за кератопластика и главната негова работа во САД е работа на пресадување на корнеа и од него ќе имаме првични информации, бидејќи тоа се уште во јавното здравје во Македонија не се работи. Значи ќе ги добиеме првичните искуства, да се запознаеме и се надевам дека во периодот кој следи ќе имаме банка на корнеи и ќе почнеме и со тие операции како јавен сектор, нели, да ги понудиме на нашите пациенти. Тот Егден е следниот доктор кој ќе дојде во клиничката болница во Штип и ќе ги лекува пациентите на одделението за очни болести. Вториот доктор кој треба да дојде, Тот Едген, го очекуваме него во недела. Он е специјалист за пластика на око, он е консултант на сите водички универзитети во Америка, значи врвен професор и практично со него ќе исто така ќе пробаме да се за прв пат да пробаме некои операции кои ги немаме до сега како рутина, како вештина околу, значи, пластиката на самите очи, на капаци, на палпебри, на
не знам, претпоставам и страбизам, но за страбизам все още не е потврдено. Така да тоа има за нас сосема ново поле на кое треба да го усвоиме да биде рутина на нашето оделение и во исто време сакам да се заблагодарам и за опремата која ни е пратена. Ова година имаме добиено исто така околу 200 екстракурикуларни леки, сетови со инструменти за пластика и најглавната донација е еден дигитален биомикроскоп. Операциите ќе ги изведуваат врвни доктори од Америка. Еден од нив е специјалистот за кератопластика Марк Милфин. Станува збор за првата група, значи професор доктор Марк Мифлон, кој што доаѓа од Универзитетот од Јута. Ќе работи на типна оператива е катаракти, значи дада донација од некаде околу 200 леки, кои што делумно ќе бидат искористени, што значи освен бенефит за пациентите, ќе има и едукативен дел со типот на техниката кој што ќе представи самиот доктор, додека во вториот акт ќе дојде професор кој што ќе работи пластика на око, сосема нов тип на операција за нашите доктори, што ќе ни овозможи да го прошириме диапазонот на понудени услуги спрема пациентите. Прв пат сум во Македонија и мило ми е што сум тука. Ја продолжувам работата која моите претходници ја почна пред година време. Главната цел ми е да помогнам на персоналот, колегите кои се тука, да научат нов пристап, нови техники во операцијата на катарактите. Предходната година дојдовме во Штип и проектот на обоствено доволство беше одличен, така да сакавме повторно да дојдеме тука. Сметаме дека целокупниот персонал и болницата дадоа одлична поддршка во проектот и затоа сметаме дека треба исто да биде продолжен. Најдовме доктори кои се трудолюбиви, посветени на работата и одлични партнери во овој проект. И сметавме дека најдобар начин да им помогнеме кога донесеме од нас доктори кои што на лице место ќе им помогнат во нивниот начин на работа. Во четврток веќе е закажано и предавање на Универзитетот Гоце Делчев за студентите од медицинскиот факултет. Заменик министерот за локална самоуправа Лјупчо Пренџов неделава беше во посета на општините Делчево и Пехчево. Апелираше до бизнис заедницата активно да се вклучи во аплицирањето на новиот програмски повик за ИПА програмата за прекуграничната соработка со Република Бугарија. Заменик министерот за локална самоуправа Лјупчо Пренџов денес во посета на источниот регион. При посетата на Делчево тој апелираше до бизнис заедницата активно да се вклучи во повикот од новата програма за прекугранична соработка со Република Бугарија. Она за што сме донесли денес во Делчево е да поразговараме со градоначалникот за потенцијалните проекти кои што општината, јавните предпријатија, училиштата, невладините организации и бизнис секторот ги имаат или спремно или во фаза се на спремање за апликација за оваа прекугранична соработка со Република Бугарија, која што морам да скажам дека е исклучително ефикасна се покажа во претходниот програмски период, бидејќи имавме реализација некаде околу 90% од средствата. Конкретно општина Делчево во новиот програмски период од оваа програма планира да аплицира за нови 6 проекти, од кои повеќето од областа на енергетската ефикасност. Ние се надеваме дека со овие сигурни 6 проекти за кои што сега станува збор, можеби ќе имаме и 7. Се надеваме дека ќе добиеме добри проекти нови, кои што ќе бидат од многу големо значење за општина Делчево. Значи од сите овие повици што ги спомна заменик министерот, ќе аплицираме, се надеваме да добиеме од областа на енергетска ефикасност и за општина Делчево и за училиштата, така да тоа ќе биде од голем бенефит за нашите сограѓани. Општина Пехчево пак своите можности за искористување на средства од ИПА програмата ќе ги насочи кон реализација на проекти во руралните средини. Конкретно би сакале да аплицираме и би аплицирале до пристапни патишта до некои туристички локалитети, ќе аплицираме со регулација на реката Пехческа река и тековно можеби со разните институции во општинава имаме направено една анализа на проекти околу реконструирање, реновирање на некои објекти во општината. Ова се средства од ИПА 2 програмата, која што е во вредност некаде околу 642 милиони евра, од кои што локална самоуправа за прекугранична соработка координира некаде околу 100 милиони евра. Сакам да информирам јавноста така и дека Република Македонија од оваа година влезе и во транснационалната програма за прекугранична соработка. Тука е вклучен и Кипар, така да очекуваме дополнителни средства.
Инаку во рамки на овој повик на располагање се 7.240.469 евра за проекти во 3 области: заштита на животната средина и приспособување кон климатските промени, поттикнувањето на развојот на туризмот, културното и природното наследство, како и подобрување на конкурентноста, бизнис средината и развојот на мали и средни предпријатија, трговија и инвестиции. Болестите на срцето и крвните садови се најголема причина за смртноста и на глобално и на локално ниво. Минатата година во Македонија од болести на циркулаторниот систем починале 11.270 лица. Возрастната граница на пациентите се намалува, а најголемите ризик фактори за срцевите заболувања се нездравиот животен стил, нездравите прехранбени навики и зависностите. Во Штип за една година извршени се над 750 коронографии и вградени се над 200 стентови. Бројот на лица со кардиоваскуларни проблеми е во постојан пораст. За само една година во ангиосалата во клиничката болница во Штип извршени се околу 750 коронографи и над 200 стентирања. Пациентите се главно од источниот регион. Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на глобално ниво. Тие предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други болести заедно. Имајќи ги овие редовни испитувања во текот на една година, ние веќе имаме увид на вкупната состојба, на целокупната здравствена состојба на самите пациенти. Благодарејќи на ангиосалата во Штипската клиничка болница, во периодот од точно една година кога работиме активно, направивме некаде околу 750 коронографии и околу 230 стентирања, од кои што 170-180 стентирања се стентирање на акутен миокарден инфаркт кај пациенти кои што доаѓаат со запушени коронарни артерии и ние акутно ги решаваме во нашава сала. Голем број пациенти кои што имале валвуларни заболувања на срцевите валвули, имале проширени срца, запушени вратни артерии, распукана аорта, кој што е исто многу битен и фактор за смрт кај популацијава. Успеавме со целокупната диагностика во нашата клиничка болница да направиме испитувања инвазивни, неинвазивни и да бидат упатени во соодветните кардиохируршки институции во државната кардиохирургија во Скопје. Ризик факторите за настанување на кардиоваскуларни проблеми се лоцираат во нездравите животни навики. Бројот на кардиоваскуларни заболувања е во постојан тренд на покачување. Сетики се работи како резултат на промена на начинот на живот, намалена физичка активност, употреба на заситени масти во исхрана, пушењето цигари, покачена тензија, тоест покачен крвен притисок, тоест ова се го ставаме како еден ризик фактор, тоест еден од бројните ризик фактори. Докторите советуваат пациентите да вршат редовни кардиоваскуларни прегледи, редовно пешачење и да внимаваат на исхраната. Редовно мерење на крвен притисок барем 2 пати до 3 пати неделно кај луѓето кои што немаат крвен притисок покачен и кои што не се лекуваат од хипертензија. 2 пати годишно да се прави ехокардиографија и еднашка годишно да се прави коронарен стрес тест. Со овие испитувања неинвазивни. Пред се треба да се внимава на исхраната, зголемена физичка активност, регулација на тензија, регулација на гликемија, секако престанок со пушење на цигари, тоа е една од препораките што би требало од нас да излезе до општата популација. За овој период досега се направени доста успешни интервенции. Највозрастниот пациент беше на 85 годишна возраст, кој што е стентиран тука, најмладиот на 28 години. Денес на Светскиот ден на срцето, клиничката болница во Штип одбележува една година од ангиосалата за итни кардиоваскуларни интервенции. Проектот Македонија вработува го намали бројот на невработените во општина Пробиштип. За 3 години активните мерки на владата го намалиле бројот на невработените во Пробиштип за 500 лица. Проектот Македонија вработува успешно се имплементира во општина Пробиштип. Преку Агенцијата за вработување пробиштипјани пројавуваат голем интерес и тоа според податоци од директорот Владко Јордановски. Од април годинава до денес се вработени околу 60 лица, а бројот на фирми кои аплицирале за користење на поволностите изнесува 36. До 29 години се имат вработено 10 лица, до 35 години 23 лица се имат вработено, над 50 години 8 лица, од ранливите групи 1 лице, над 58 години се 3 лица. Можам да кажем и дека по образование, со основно образование се вработени 10 лица, средно образование 45
22 лица, со високо образование 8 лица. Дејности во кои овие лица се ангажирани или вработени се производството, трговијата, транспортот и угостителството, како и компании или фирми со слични дејности. Во однос на делот од проектот кој се однесува на само вработување на невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување во Пробиштип, годинава на огласот за користење неповратни средства се одзвале околу 19 лица, кои веќе работат на сопствени бизниси, додека условите за повратни средства ги користат 5 лица. Интересот бил претежно во областа на трговијата или за најчиството. Сето ова допринесува до намалување на евидентираниот број на невработени лица во Агенцијата за вработување во Пробиштип. Во моментот значи имаме 1500 лица кои што се изјаснени како активни баратели на работа и 500 лица кои што нели категорија ние ги викаме тие пасивни баратели на работа, односно лица кои што во моментот не прифаќаат, односно не се спремни да работат. Такви имаме 500, значи вкупно некаде околу 2000 лица. Според податоците од подрачната единица на Агенцијата за вработување во Пробиштип, по пререгистрацијата од 2013 година биле регистрирани околу 2600 невработени лица. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски имаше средба со земјоделците од Чешиново Блешево. Стана збор за проблемите пред жетвата на оризот. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски заедно со директорот на платежната агенција Билјана Вуковиќ и директорот на државниот инспекторат за земјоделие Румен Стаменов денеска имаа средба со земјоделците од општина Чешиново Блешево. На терен беа регистрирани проблемите на земјоделците пред жетвата на оризот, продноста на полските патишта до нивите и исплатата на субвенции и штетите од поплавите. И оваа средба што имам денес со земјоделците од општина Чешиново Блешево е во насока на она што престои, а е поврзано со производството на оризот, нивната главна дејност од која што екзистираат и од која што остваруваат приходи за прехрана на сопственото семејство, овозможување на средства за инвестиции во образование на своите деца, резултираше со зголемување на површините од 4000 хектари во 2010 година до 5000 хектари во 2015 година. Костадиновски истакна дека исплатата на оштетените семејства од општина Чешиново Блешево, кои се 65 на број, е реализирана според динамиката на исплата, а останува за исплата кај 10 семејства со кои тековно ќе се решава исплатата. Изградбата на браната Речанин, Оризарска река, истакна Костадиновски, ќе донесе препород на овој крај во Кочанската котлина. Она што значи инвестиции во водостопанството, како што спомнав, е износ од околу 45 милиони евра инвестиција во изградба на браната на Оризарска река, брана Речани, во која што ќе се инвестираат средства од буџетот преку програмата на владата за инвестиции во водостопанство во износ од околу 40 милиони евра и веќе патот за пристап до брана Речани е започнат и се гради и тоа е во износ од околу 3,5 милиони евра. Градоначалникот на општина Чешиново Блешево Костадин Личков соопшти дека општината добила 400.000 евра за реализација на 3 значајни проекти во населените места Чифлик, Теранци и Облешево за развој на инфраструктурата. Доби доволно проекти, со тоа што може да кажеме мостот на Злетовска река, потоа добивме канализација во населено место Кучичино, добивме урбанистички план за населено место Спанчево. Заменик министерот Ванчо Костадиновски ги посети мостот кај село Чифлик и патот кој треба да се прошири за да можат земјоделците непречено да стигнат до своите оризови полиња во Чифличко поле, а во компанијата Осогово Милк се запозна со резултатите во работењето и успехот на оваа компанија која откупува и преработува млеко од овдешните земјоделци, бидејќи како што рече Костадиновски, ова е убава приказна за рационално искористување на средства од различни фондови кои ги овозможува државата од страна на оваа приватна компанија. Тромболитичната терапија е најсовремен пристап во лекувањето на мозочен удар, кој се преминува најдоцна 4 часа од настанувањето на ударот. Оваа терапија се практикува и во Штипската клиничка болница. Досега кај 20 пациенти интервенцијата помина со одлични резултати. Исхемичен мозочен удар настанува како резултат на затворање на крвен сад поради тромб. Примената на тромболитична терапија во овој случај мора да е при строго одредени критериуми и може да се изведе само кај пациенти со точна анамнеза, односно после одредени испитувања за состојбата на пациентот и тоа во период од 3,5 до 4 часа. Ако терапијата се аплицира покосно, значи после
3,5 часа веќе е поголем и ризикот од настанување на компликации при апликација на истата. Тромболитична терапија значи терапија со рекомбинантен кивен плазминоген активатор. Истиот се дава по строго определен протокол, по строго определена формула спрема килограм телесна тежина кај пациентот. Еден дел од терапијата се дава во болус, значи во првата минута, а останатиот дел од терапијата се дава во рок од 1 час преку перфузор. Навремено примената терапија не дозволува несакани дејствија. Сепак во 3% од случаите може да биде со фатален исход, а во 6% пациентот да биде доведен до критична состојба. Иако навреме ја примил предвидената терапија, еден од двајцата пациенти кај кои е применета тромболитичната терапија е во тие 6%. Се појавиле компликации, пошто веднаш реагирале специјалистите од неврохирургија. Компликации кај пациентите со тромболитска терапија е крварење во мозокот, што настанува. Таков случај е вториот пациент со тромболитска терапија, кај кој што настана хронично субдурално крварење после дадената терапија. Истиот е опериран во клиничка болница Штип. Операцијата траеше 1 час и помина во најдобар ред. Пациентот е пуштен на домашно лекување и е многу подобар од тоа што беше пред самата операција. Дали го следите текот на обробувањето? Да, после 7 дена тој дојде на контрола и е во многу подобра општа состојба од тоа што е бил претходно. Станува збор за 62 годишен штипјанец, кој на хирургија бил примен на 10 септември, на 11 е опериран, а веќе на 19 септември е пуштен на домашно лекување. Првиот пациент кај кого е применета тромболитичната терапија е 63 годишен пациент од Кочани со симптоми на среден степен на слабост на десните екстремитети, кој навреме побарал помош. Употребата на тромболитичната терапија всушност значи дека пациентот има поголеми шанси да остане без неуролошки дефицит, односно намалување од ризикот на инвалидност. За неопходноста од оваа терапија специјалистите потенцираат дека е потребна поголема информираност кај населението за итноста при препознавањето на првичните симптоми на мозочен удар. Неделава во Штип средба со граѓаните имаше Зоран Заев. Дел од ветувањата предизвикаа реакција. Од Сдруженијето на лица со над 25 години работен стаж потсетуваат на нивната голгота до трајното решавање на проблемот. При вчерашната посета на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев во Штип, тој даде изјава дека опозицијата има проекција за враќање и зајакнување на средната класа во Македонија. Оваа изјава предизвика реакција од стечајците чии долгогодишни барања за трајно решавање на проблемот не беа решени во времето на владењето на СДСМ. Револтирани се поради изјавата на Заев, кој вчера вети дека ќе обезбеди по 850 евра приход на секое семејство. Конечниот наш таргет е да создадеме средна класа. Средна класа во која што вкупниот приход по семејство би бил во доменот на она што значи средна класа за македонски стандард. Тоа е 45.000 до 50.000 денари по семејство, 4члено, на двајца полнолетни граѓани. Лидерот на стечајците Стојан Стојанов вели дека СДСМ долги години додека беше на власт тврдеше дека нема ниту по 100 евра месечно за стечајците со над 25 години работен стаж и со нерешен статус. Знаеме, јас баш лично знам како беше кога ние баравме по 100 евра да се даде на луѓето, тие викаа дека финансирајот буџет на Република Македонија ќе дое во колапс доколку бидат згрижени тие луѓе. Меѓутоа се виде, после толку години, државата си постои, се функционира, така да не било тоа проблем. Меѓутоа, тие немале никаква доблест да се реши средната класа, која беше најпогодена во транзицијата, во нивното владење, а сега на истата карта, манипулација со истите луѓе, сака да добијат некој поен, меѓутоа мислам дека луѓето не се со кратко памтење, тие памтат. Стојанов јавно го прашува Заев дали неговите вработени во Струмица во фирмите на Заеви земаат поголема плата од минималната. Министерството за одбрана на Русија планира да го зголеми интензитетот на воздушните напади на терористите во Сирија и повика на соработка на сите засегнати страни. Ова го изјави шефот на Генералштабот на вооружените сили на Русија.
Целта на ударите на руската авиација се пунктовите за управување, магазини, комуникациски центри, работилници за производство на оружје за терористите камикази и кампови за подготовка на екстремистите. Информации за објектите на Исламска држава се добиваат од Иран, Ирак и Сирија. За таа цел во Багдад почна работа на меѓународен информативен центар на координативниот комитет. Невладината организација Лекари без граници соопшти дека избезумениот персонал на нејзината болница во афганистанскиот град Кундуз телефонски се јавувал во командата на НАТО во Кабул и на воени функционери во Вашингтон, додека бомбите речиси цел час паѓале во текот на американскиот напад во кој загинале најмалку 16 луѓе, а 37 се ранети. Болницата на Лекари без граници, во која се наоѓале најмалку 105 пациенти и 80 лица од персоналот, била делумно разорната, а како исчезнати се водат уште околу 30 лица. Според последните податоци, најмалку 9 вработени во болницата се меѓу жртвите, како и 4 возрастни пациенти и 3 деца. Италијанската полиција во еден минибус со бугарски регистарски таблички откри 400 килограми марихуана, чија пазарна вредност се проценува на околу 1,5 милиони евра. Полицијата ја открила дрогата во минибус марка Ford Transit. Полицијата извршила претрес на минибусот откако при запирањето на возилото поради рутинска контрола од него скокнал еден маж кој побегнал кон блиската ливада. Бегството на еден од патниците им се сторило сомнително на полицајците, па тие решиле да го претресат минибусот во кој била пронајдена дрогата, од која според полициски експерти можеле да се направат околу 280.000 дози. Со одигрувањето на денешниот надпревар во чест на штипјанецот Лазар Панев, кој целата негова кариера го помина во фудбалскиот клуб Кежовица, од денес повторно почна да зрачи ова име. Традицијата продолжува со тоа што клубот Кежовица ќе се надпреварува во општинска лига. Сите негови другари и пријатели и љубители на фудбалот се вклучија во овој клуб. Во негова чест неколку негови другари и бивши соиграчи од Кежовица дадоа напор да се возобнови. Значи Кежовица не е од сега, значи има традиција, ама знаеме какво е времето, меѓутоа со напор успеавме конечно да продолжи да еве од оваа година ќе се такмичи во општинска лига, значи ќе се вклучи активно во системот на надпреварување во чест на Регета, затоа што беше негова голема желба и тој фактички целата негова кариера ја помина во овој клуб. Денешниот надпревар против Дрводекар од Кароро, меѓутоа резултатот во моментот на нас не е во втор план. Значи битно е да се заживее овој клуб и луѓето да почнат повторно да доаѓаат на овој терен. Наша желба е, како што реков, да има масовност, значи младите луѓе претежно од оваа населба од Ново село, меѓутоа и од градот, да почнат да доаѓаат овде да тренираат затоа што има услови, има опрема, има добар терен, бањата не е овде. Значи пред се да се почне со масовност. Потоа сакаме да доеме некој ранг повише, ама тоа затоа потоа. Иако резултатот не беше важен во овој надпревар, сепак победата од 5:0 против екипата на Дрводекор од Караорман е голема мотивација за наредните предизвици на овој клуб. За сега еден од најстарите фудбалски клубови во Штип, Кежовица, број 20 играчи, претежно од населбата Ново село, но секако не ја исклучува можноста да се вклучат играчи од целиот град и од регионот. Следниот дневник е во 20 часот. До тогаш останете со програмата на Канал Плюс.